Раководството на Сојузот на синдикати на Македонија утре ќе одржи јавна седница, а намерата е следнава. Каде што ќе им порачаме на пратениците дека не може да има за пратениците, а да нема за работниците. Ќе продолжиме пред Стопанската комора, каде што ќе порачаме дека подадената рака од работникот денес може да стане многу лесно стисната тупаница утре и ќе завршиме пред владата, каде што ќе им порачаме на владините функционери дека не може да се одлучува за работниците без работниците. Честите прозивки од страна на политички представници на пресконференција, кои воглавно доаѓаат од ВМРО-ДПМН за Сојузот на синдикати на Македонија, се притисок зашто тие имаат порака. Колку повеќе не напаѓате, толку посилни не правите. Дополнително, тоа што лично сакам да го кажам и да го пренесам на оние кои читаат на зборот од идиот, е да им упатам порака. Што кај мене ви личи дека ми е гајле за вашето мислење за мене. Тоа што го правам и со 60.000 денари плата како председател на Сојузот на синдикати на Македонија, ќе го правам и со 300.000 денари плата и ќе барам 500 евра минимална плата за работниците во Македонија, подобрување на нивниот животен стандард и ќе барам 100 евра зголемување на платите на сите останати работници. Сето ова доаѓа од следниве причини. Против Сојузот на синдикатите на Македонија е затоа што нив не им одговара да се зголемат платите, сакаат да ги држат работниците во заложништво и во сиромаштија, за да можат да ги контролираат, да ги гласаат на избори. Трендафилов денес не можеше да каже кога ќе се одржи седницата на економско-социјалниот совет, бидејќи од страна на владината комисија се анализираат списоците за синдикално членство, пошто треба да се утврди кој ќе биде репрезентативниот синдикат во ова тело.